Констатирам дека седницата е завршена. Со аплауси и честитки меѓу премиерот и министрите, така заврши вчерашната политичка драма во која владата на Заев го преживеа обидот на опозицијата за гласање недоверба, чин до кој ниту дојде поради фактот дека го немаше клучниот пратеник Кастриот Реџепи, 61-виот за да го даде гласот за. А епилогот од неуспехот да се создаде ново мнозинство, операција во која учествуваше и Беса, која е дел од владеачката коалиција, беше денешната оставка на министрот за земјоделство Аријанит Хоџа и уште двајца заменици министри, сите кадри на Беса. Одлуката за оставка е морален чин и почитување на органите на движењето Беса. Бевме свесни како политички субјект за сите дејствија што ќе се случат. Исто така очекувавме и без нашите дејствија да се случи тоа што сценарието што и се случи на Алијанса на албанците до 2017 година. Конечно, во движењето Беса работиме на принципот на гордост и достоинство. Власта за нас не е све и не по секоја цена. Сакаме да имаме власт. Зошто нивниот пратеник Реџепи им откажа послушност, Хоџа вели дека тој самиот треба да одговори за постапките кои не биле во согласно со партиските одлуки. Дали заменувањето на Беса од владината коалиција значи отворена врата за алтернатива на Африм Гаши да влета со своите 4 пратеници, за сега останува неизвестно. Врвот на алтернативците е внимателен во настапите дали би влегле во владата на Заев. Вчерашниот неуспех за уривање на владата СДСМ ДУИ кај ВМРО ДПМН го реактуализираше сценариото Б, предвремени избори. Само брзи избори се решение за политичката криза кон која Заев ја турка државата, со насилие и недемократски методи во политичка криза и неизвестност. Вчера Заев мораше да киднапира пратеник, за на одреден период да си го продолжи мандатот и можноста за крадење. Според ДУИ, со неуспехот на како што соопштуваат регресивната иницијатива за изгласување недоверба на владата, се докажало дека силите кои се против НАТО, Европската унија, пријателството со Вашингтон и Брисел не можат да победат над евроатлантскиот пат на земјата. Синоќешниот триумф пак ги охрабри владеачките социјалдемократи, кои го одложи ефектуирањето на ставката на Заев и побараа заминување на лидерот на ВМРО ДПМН. Мицкоски треба да излезе пред граѓаните, да им се извини и да даде оставка. Криење зад брзи и вонредни избори на вистина нема смисла пред граѓаните после толку кажани лаги. Сега не е време за избори, како што кажав и претходно, време е за одговорност. По вчерашниот неуспех, ново гласање недоверба на владата не може да се случи во наредните 90 дена, освен ако таа иницијатива не е поддржана од барем 61 пратеник, нешто што судејќи по синоќешниот епилог, за сега е малку веројатно. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.